Имаме политички партии кои што на личностите кои што се така номинирани во јавноста гледат како добри или помалку добри кандидати за претседател. Гледам дека не постои некое големо разграничување на партиски и надпартиски, повеќе се изјаснуваат за самите личности, но тоа се само мислење на лидери на партии. Сите тие знаете дека вклучително и ние ќе се вратиме во органите и телата на политичките партии, каде што со длабински анализи, веројатно со одговорноста како тоа граѓаните ни испраќаат пораки преку анкетите кои што ги имаме направено, ќе значи процесот на оформување на мислењето. За сите со кои што разговаравме, еве со овие 22-3 коалициони партнери во неделата кои што ги имаме, со ДУИ, со Алијанса за албанците, со Алтернатива на Африм Гаши и со другите, со Демократска партија на албанците, сите гледат на кандидатот на вистина да биде поддржан од огромно мнозинство на граѓани, да има еднакви поддршки од сите етнички заедници и по социјална и старосна структура, генерално да има поддршка и од младите, и од повозрастните и од средните категории на возраст на граѓани. Важни им се сите тие аспекти, заради тоа што сепак веројатно си имат свои стандардни поддржувачи, си имат свое членство, за кое што е важно да изнедрат и мотивација за самата поддршка на претседателските избори. Рано е да кажеме од прилика за имиња. Мене ми е драго што дел од кандидатите се секако и од Социјалдемократскиот сојуз имат одговорност за ваквиот еден концепт, но и за градење на единството. Се надевам дека процесот на пристап преку заеднички кандидат ќе даде добар плод, кој што ќе биде од интерес на сите граѓани и на Република Северна Македонија. Дел од разговорите ги разгледувавме темите дека дали треба да размислуваме само за личности кои што се во анкетите. Например, не зборувам за 4-те, за 6-те, за 10-те кандидати или слично, зборувам за кандидатите за кои што имаме правено истражување. Во такви околности ние рековме секое име кое што би имало своји амбиции. Прво треба кандидатот да сака да биде претседател, да има своји амбиции, а при тоа да биде прифатлив. Секако дека е вредно секој име за разгледување. Така да затоа е многу рано да истрачуваме со одредени кој е прво рангиран, кој е второ рангиран, па како е тоа низ кроз табулациите помеѓу етничките заедници, помеѓу другите социјални структури или партиски структури. Рано е, важно е што има амбиент за оваа работа. За мене тоа е сериозен исчекор. Сега вториот е исто така многу значаен. Ајде да видиме која е таа личност. Постои ли таква личност или личности кои што би не обединиле? Сериозен процес е, може да биде неуспешен, но јас верувам дека ако направиме напори заради државата и граѓаните, може да имаме успешен процес.